со Маријан Николовски на радио Слободна Македонија. Добар ден, почитувани слушатели. Денеска е среда, уште еден круг од 11 до 12 часот. Јас сум Маријан Николовски. Денеска повторно во кругот ќе се обидеме да ставиме многу елементи за да извадиме суштина и многу несуштински работи, да тргнеме настрана за да можеме да барем малку да расчистиме едно прашање кое што деновиве изминатиот период се актуализира и актуелно, а тоа е избирачкиот список и фантомските гласачи, ги има, ги нема и што и како ќе се случува околу тој дел од процесот кој што треба да значи кредибилни и фер избори во Македонија. Државната изборна комисија, како веројатно никогаш досега има доста добар екипиран состав, избрани членови на Државната изборна комисија кои што се веројатно легитимни, затоа што иако се избрани од парламентот, ако правиме анализа апропо изјавата на Катица Јанева од вчера. Меѓутоа, како и да е, членови на Државната изборна комисија со легитимитет од сите политички партии и екипираност и подршка од IT сектори кои што треба да ја расчистат еднаш за секојаш дилемата со избирачкиот список во Македонија. Мој денешен гостин на оваа тема е подпредседател на Државната изборна комисија, еден од поактивните членови, господин Суфки Јахупи. Добар ден, господин Јахупи, како сте? Добро, фала. Добро. Поздрав на сите слушатели што не слушат од Радио Слободна Македонија, па ќе се обидеме да даваме точни информации. За почеток, дали вчерашната одлука на Државната изборна комисија да се намали бројот на теренска проверка на одредени избирачи повторно може да предизвика турбуленции на политичката сцена во Македонија, или станува збор за одлука која што е зад која стојат сите членови на Државната изборна комисија? Токму така дека за ова одлука стои сите членови на Државна изборна комисија. Тоа беше гласано со 9, како го кажаме, 9-0 или со консензус, така да мислам дека тоа не беше некоја спорна, бидејќи за тоа што е намалено бројот на гласачи кои треба да одиме на терен да вршиме проверка. Тоа беше еден технички, или да кажем грешка, може да го кажеме од IT секторот, бидејќи тука со тоа што ние баравме од таа група на прашање да се повлечат сите тие гласачи кои за прв пат гласаа на последните избори што имат над 30 години, за да можеме да лоцираме дали тие се, значи, од кога се појавуваат во прв пат, кај живеат, дали живеат овде во Македонија, дали имаат адреси, дали така и натаму, така да тие како ќе се проверуваат? Од тие 11.600 што беше повлечен в прв пат, тоа беше погрешно, така да останува само за 2.600. Затоа беше намалена бројката сега за терен. Така да ние имаме прашалник со кои тие прашалници треба да се пополнат од анкетарите. Во тие прашалници стои, значи, што треба да има директен контакт со гласачот, за да може да пополнат некои податоци кои се земат и дали се совпаѓат податоците на одличната карта со тие податоци што ги имаме ние во избирачки список. Колку точно луѓе на терен ќе бидат проверувани? Па околу 89.000. 89.000. Така. Останатите административна проверка, што значи тоа? Останете административна проверка, што значи че ние ги праќаме во матична евиденција и некои во Министерство за внатрешни работи. Тие, значи, зависи од прашањата која ние побараме, така и ќе проверат во административно. Што значи тоа административно? Тоа е, значи, дека од овие прашалници ми е произлегол дека кои се тие може спорни, дека тука има дека државјани на Република Македонија кои живеат над 20 граѓани во една улица и така натаму, потоа граѓани на Република Македонија кои живеат надвор од земјата, мислиме дека под податоци кои ми вршевме анализа и да видиме дали тие се стварно живеат тука во Република или надвор
од земјата. Потоа, дали се совпаѓаат адресите на кои се некогаш се појавуваат, не се совпаѓа тоа избирачкиот список со некои податоци што од база на податоци што ги прекрстевме со некои други бази од 10 институции и тамо имат некаква друга адреса, овде кај не се појавуваат со друга адреса или порано имал некој запис со друга адреса, па сега имат може точна адреса и така натаму, со која ние само проверуваме на граѓани да се совпаѓаат податоците со личната карта или патната исправа со податоците на евиденцијата која имаме ние во избирачкиот список. Административно значи дека екипи на Државна изборна комисија ќе одат во МВР во институциите да ги проверуваат или како? Не, директно тоа ние ги испратиме со сите тие податоци, писмо праќаме до матична евиденција и до МВР, со која тие треба да проверат дали тие се и записи се точно како што се дадени во Државна изборна комисија, ние како ги евидентираме, и ако има некои што не се сопаѓа, треба да ни кажат дека зашто и што понатаму треба да направиме, со кое треба да биде точни и прецизни. Така да мислам дека и ова административна процедура ќе бидат во проверка сите овие граѓани. Мислам дека не правиме ништо лошо, тоа е добро за сите нас, бидејќи базите на податоци на сите институции, знаете и сами дека се евидентират на различни начини. Например, Фонд за здравство има посебна софтвер со кој ги евидентират граѓаните, потоа Фонд за пензиско инвалидско, па за вработување и така натаму. И вие знаете и како сме со менталитет. Доаѓа една власт, например, или политичка партија кога влегува во власт, има друг начин на која се евидентира или направи план како понатамо, и сега мислам дека овие последни 5 години полека ние се направиме како што правиме и влада, така направиме и институции со кои треба да бидат еднакво и проследени сите трендови со кои евиденциите треба да бидат на такав начин. Така да мислам дека ова е тоа што порано записите не беа електронски водени, не беа така натаму, не се преследени од рачно која беа па на електронски која го се профрлувале и имат некои грешки, и мислам дека и овде со овие што детектиравме неколку записи што може да треба да се проверат, мислам дека ќе го отклониме и овие дилеми кои постојат помеѓу нас. Ајде вака сега. 89.000 кои треба да идат на терен. Точно. Околу 140.000 кои административно, така? Вкупност се 188.000, значи 99.000 ќе одат на административна проверка. Значи 188.000 се вкупно записи кои што според IT секторот или анализите покажуваат некакви спорни елементи. Точно. Што подразбира тоа некакви спорни елементи? Различни адреси, различни матични броеви, несовпаѓање со податоци од една во друга база? Видите, прво од прво до петото прашање се работи за начинот како да се најдат починати лица. Така да со тие прашалници произлегува дека негде над 4.000 може да кажем со еден голема веројатност што може да бидат починати. А да ги има во список? А да ги има избирачки список. Сега зашто да ги има во избирачки список? Затоа што може да постои матична евиденција во текот на овие 2 години што немавме избори, не ги проследил точно тие записи до внатрешни работи. Точно, до внатрешни работи. И после тие треба се проследат до кај нас за може да ги бришеме. Потоа, има разни начини на прашање кои произлегуваат дека не се наоѓаат во ниедна база на податоци, и ова го мислиме дека над 65 години, и мислиме дека дај да провериме дали од овие граѓани може да се најдат. Тие се над 22.000. Значи не
можеме да кажеме тоа некоја, него се прави проверка сега дали се тие значи живи, земат, како да кажеме, други приходи на така, меѓутоа може тие други приходи земат што се не вработи, не се пензионери сега и земат приходи од самите од деца или им праќат надвор од земјата тука и тие се. Значи не е некоја проверка што може да кажеме дека овие гласачи на 22.000 сега како може да бидат, значи сомнителни дека се починати. Не. Значи, само од овие прашања произлегувал дека може. Затоа ние сега проверуваме. Овде мораме да направиме првата кратка пауза и потоа ќе се вратиме повторно на оваа тема. Сакам да рачистиме уште некои работи овде. Благодарам. Круг со Маријан Николовски на радио Слободна Македонија. Повторно назад во кругот, поштовни слушатели, мој денешен гостин е подпредседател на Државната изборна комисија господин Суфки Јакуби. Зборуваме за избирачкиот список и за начинот на проверка. Застанавме кај моментот околу тоа во оние 188.000 кои ги исфрли компјутерската анализа како сомнителни, спорни или записи на личности кои што не се соопаѓаат со сите бази на податоци. Може ли да конкретизираме пример, дали тоа значи дали тука се наоѓаат и лицата кои имаат едно адреса во лична карта, друга адреса во пасош или да речеме адреса на евиденција во фонд за здравствено осигурување? Видите, има и такви, значи може... И тие ќе се проверуваат? Да, може, значи постои сомневање овие се. Само постои сомневање. Не, јасно, меѓутоа прашањето ми е што ќе влегува? Значи, толку се прашањата и тие подпрашањата произлегува што може да излегува дека некој е спорен, што значи дека не е тоа со некоја голема веројатноста дека може е спорен. Така се издадени овие прашања преку овој IT секторите и координаторот што е ангажиран од ТАјФЕС меѓународен експерт, што детектираме проблемите што ние секогаш и го кажуваме. Тој имат слушано и некои граѓани што зборува дека како може да биде некоја нерегуларност. И тој го стави како прашање, за да може да произлегуваме и точно да детектираме. Така да од овие институции кои реков дека правевме крстување на податоци и сега произлегуваат со такви прашања, подпрашања дека може спорно, значи имаме различни начини на кои излегува дека е. Еднаш јас, например, ако менјав адреса и после пак се вратив на друга адреса или на стара адреса и мене ми излегува дека и вие ќе бидете пример за проверка, за проверка да бидам дали точно го имам правено, полиција дали точно ми е издадено, дали согласно одредбите од законот и така натаму. Не значи дека вие не сте значи фантом. дека фантом е нешто друго. Значи кога зборуваме за фантоми, јас на многу пати сум кажал што значи зборот прво фантом. Некој што не постои, што не може да постои, а го правиш дека постои. Што значи тој? На тој фантом не постои човек, треба да му даваш прво државјанство на Република Македонија, да му даваш патна исправа, лична карта, живеалиште. На еден што не постои. Значи, дали е можно ова? Јас мислам дека ако така може да прават нашите институции, па тогаш ние не заслужуваме да имаме вакви органи. Така да, тоа не е возможно. Дали базата на податоци на компјутерската анализа исфрли некакви резултати кои што покажуваат сомнителност на двојни идентитети? Не, никако. Речеме, непостоечки матрични броеви на лица кои што, например, се со исто име и презиме се појавуваат во различни Јас ќе ви објаснам зашто дека и не може да ваѓа така. Значи тоа мислам дека тоа е прашање кој што треба да рачистиме, затоа што мислам дека опозицијата цели кон тој имаме или немаме сомнителни случаи на двојни идентитети? Нема. Ви тврдувам дека нема и че нема. Зашто? Бидејќи ние кога не издава податоците Министерство за внатрешни работи,
Ние бараме да ни издавате согласно изборниот законник сите лица кои се над 18 години и имат валидна патна исправа или лична карта. Потоа сите лица кои за прв пат гласат. Значи да ги имаме одвоено. Потоа лица кои се од овие се наоѓа надвор од земјата. Исто така. И ние ги класифицираме на вакав начин, меѓутоа сите овие мора да поседуваат патна или лична карта валидна. Значи, само тие влегуваат во избирачкиот список. И нашата работа е само после да ги поделиме со избирачки места со живеалиште каде живеат. Така да полиција не може да дава за некој граѓанин со различни податоци и да биде еден граѓанин два пати со некакви дали презиме поинакво, дали име поинакво. Бидејќи тоа оди само согласно матичниот број. Еден граѓанин може да има само еден матичен број. И тој матичен број одма ги сврлува, а ако, например, се појавува матичен број со ист матичен број, со друга идентитет, одма ги сврлува од системот. Така не може да биде во овој систем. Меѓутоа, да речеме, еден лик со различни имиња, различни матични броеви. Со различни матични броеви не може да биде граѓаните. Имат овде што ова коха на албански јазик што издавал дека колку лица имале пасивно, активно, имале друг матичен број, па сега активно друг матичен. Записи кои постојат, што ако се сеќавате, кога станавме самостојна држава и се исцепувавме од бивша Југославија, секоја република и тогаш многу граѓани наши имале државјанство во Република Србија, во Хрватска, каде работеле. И после тоа му се издава можноста 5 години за тие да може да го земат нашата држава. Многу мина не го направиле тоа. После тоа, после 2002 ние му дадевме шанса пак уште 3 години за тие да може да и многу граѓани тоа го искористиле. И сега порано, значи, во записи постои со друг матичен број и сега кој е активен друг матичен број со тоа на Република Македонија. Значи не е тоа кога ти вели дека е пасивен, тоа е запис што бил со такава евиденција порано. Сега има друг матичен број што му утврдува и се поништува тој. Значи, затоа е пасивен, а активен е овој. Што значи дека ние не можеме со ова, вие знаете дека од 2005 година ние добивме статус кандидат на Европска унија. И тука мораме многу закони, не многу закони, него 90% од законите ги имаме армонизирано со Европска унија, а кито како комуните. Што значи? Потоа проследил дека ние направивме измени и дополнување на сите закони и на закони кои се влегуваат со ЕУ, со која исто така на патни исправи, лични карта и така натаму што треба да имаме биометриски. Со овие биометриски нема шанси, значи, за да може еден граѓанин да има два матични броји, две лични карти, две патни исправи, не знам што, бидејќи вие знаете сега либерализација на визи, имаме со лични карти поминуваме границите со соседите и тоа веќе е надминато што може да се прави такви грешки. Околу биометричките податоци, анализата тоа се враќаме веднаш по кратката пауза. Круг со Маријан Николовски на радио Слободна Македонија. Повторно назад во втората половина од денешниот круг, поштовани слушатели, мој денешен гостин е потпредседателот на ДИК, господин Сувки Јакупи. Зборуваме за избирачкиот список. Господин Јакупи, сега е во план на избирачкиот список да ги има и оние визуелни ликови од идентитетите на луѓето кои што ќе може да гласат. Може ли тоа да гарантира дека барем нема да постои никаков, не би требало да постои никаков сомнеж за изборни манипулации? Па видите, ако добро сега не следат сите што правиме во Државна изборна комисија, што значи е
прва цел ние да правиме прочистување на избирачкиот список согласно одредбите од новиот изборен законник. Ние веќе одиме на таа фаза со која веќе ќе имаме успех, но треба да бидат стрпеливи и граѓаните, а исто така и политичките партии да не ја политизираат ова работа што ја правиме до сега. Бидејќи ова е прва фаза со која веќе направивме со вскрстување на податоци и веќе ќе правиме теренска проверка и така натаму и ќе излеземе со точни резултати. Втора фаза, ние знаете и сами дека дадевме апликација онлайн со која за прв пат во Република Македонија на вака транспарентен начин може да ги видиш сите тие што имат право на глас, секој граѓанин и некој кој користи интернет и преко ако седиш на кафана и сакаш да гледаш кои се на избирачки список, не е само себе си да прегледа, фамилијата да прегледа, анализи да направи, сите што мислат дека и тука е дадено во таа апликација со име, презиме, со адреса и така натаму. И така да за цела Република Македонија може да правиш анализа кој се во избирачки список и кој не е во избирачки список. Така да, и тука ние имавме преку 6.000 такви забелешки на граѓани кои тие се вкалкулирани у проверки? Исто така и тие се калкулирани и ќе бидат дел од проверките, дали административни, дали теренски, за да можеме да видиме дали се точно. Што очекувате од проверките? Така да, од проверките ми очекуваме да излезуваме со точноста што ми утврдуваме. И административно и теренски, за да може да имат доверба граѓаните. Значи, тоа е многу битно. Знаете зашо ја прашувам? И ова трета фаза што вие рековте со фотографија, со која на овие избори ќе има и фотографија на секој гласач, за да може да го намалиме сомневањето дека некој друг може да гласа за друг гласач. И ова сме на фаза што може да ја постигнеме и ние сме во еден период со која ние треба со овие три елементи кои ги спомнував, ја мислам дека нема веќе да има сомневање дека ќе има нерегуларности при изборите на начините како ги утврдуваме, што е поврзано со избирачкиот список. Што станува, не се сеќавам добро, по укинувањето на одлуката на Уставниот суд за евиденција со бидлево масло, Тоа веќе нема да се употребува. Ќе на се кој начин враќаме пак на UV лампи, на UV лампи и проверка со која постоеле порано одредбата. Мислам тоа може и овој пат да се користи така. На наредните избори ми одиме чекор друг, што ќе биде ставено на секој гласачко место со идентификација со fingerprint, како кажеме, значи со која треба да се совпаѓат податоците на личната карта, кога ќе ставиш прстот како што кога одиме да аплицираме за лична карта или кога го земаме, исто секој гласач треба да го прави така на самото избирачко место и тоа ќе биде веќе уште една проверка што не може веќе никој да го злоупотреби правото на глас и да гласа за некој друг. Да се вратиме повторно на избирачкиот список, затоа што тука е суштината сепак на ова. Очекувате дека проверките на теренски и административни ќе ги дадат резултатите. Меѓутоа, ние сме во општеството во една перцепција дека избирачкиот список во Македонија е нереален, дека е надуван, дека нема толку гласачи колку што стои на избирачкиот список, со тези дека во Македонија нема повеќе од некои тврдат 1.400.000 жители. Очекувате ли дека ќе има ситуации колкав обем било дека ќе бидат луѓе бришани од избирачкиот список? Што ќе се случи со тие луѓе кои што се надвор од Македонија на привремена работа, можеби на пола година, на година дена? Дали ќе бидат префрлувани во диаспората, дали ќе останат на овој избирачки список, како ќе се регулира тој? И клучното прашање, мислите ли дека ќе добиеме под друга слика на бројката која сега е милиони
колку 700 или 800.000 Милиони 800. милиони 800.000 гласачи. Ќе добиеме ли друга многу помала бројка после ова прочистување кое го спроведувам? Па, видите, јас ќе почнам од тоа дека малку и вие како медиуми сте направиле фама од избирачкиот список. Тоа не кажувам, медиумите, политичарите кога направиле. кажувам така, бидејќи ги гледам нарочито телевизиите, значи имат гости кои ги прогласуваат за аналитичари, не знам што, и после тоа ништо не објаснуваат, него уште полошо даваат слика дека во Република Македонија избирачкиот список е во некоја хаотична состојба. Зашто? Од тоа што не ја знаат, избирачкиот список не се прави врз основа на пописот на населението. Не се прави врз основа на колку жители има Република Македонија. Избирачкиот список се прави врз основа на регистарот на државјани на Република Македонија, што е многу различно. Не е тоа воопшто слично. Бидејќи пописот на населението се прави само за граѓани кои се наоѓа во критичниот ден тука во Република Македонија. Може и странци што се затекнат на тие денови и тие се влегуваат во граѓани кои живеат во Република Македонија и се земат како тие колку е постојна население што живеат моментално во Република Македонија, заклучно 2002 кога направивме попис. И тогаш беше 2.022.000. А регистарот на државјани на Република Македонија спаѓаат сите државјани на Република Македонија од 0 до кога живее човекот. Што значи тоа? Дека тие граѓани, само од тие граѓани може да се прави избирачкиот список. Само ги исклучуваме тие што се испод 18 години. Сите што се над 18 години влегуваат и имат правото на глас. Секој граѓанин, државјанин Република Македонија и испод 18 години имат право на глас. Република Македонија имат со податок од 2010 година 2.410.000 државјани на Република Македонија. Кога тоа се од Министерство за внатрешни работи, од регистарот на државјани на Република Македонија, званичен регистар и податок. Кога ги минусираме 530.000 кои се испод 18 години, произлегува дека избирачкиот список нумерично не е над 1.800.000. Што значи тоа? Дека се совпаѓаат бројките. Бројките се тука и добро што се совпаѓаат. Кога аналистите кажуваат дека Република Македонија има граѓани 2.022.000 и ги минусираат овие 530.000 кои се испод 18 години и викат дека имат 1.400.000 или 1.500.000, што не е точно. Не е така. Заради ова, ние треба да ја знаеме добро ова проблематика со која јас го кажувам, не дека го кажувам само дека ја знам, и научно и практично ја имам анализирано. Научно имам дисертација што бранев докторат во Кирил и Методи за изборни нерегуларности и имам податоци званични од институциите и ова е таа што ние го проблематизираме бројката. Бројката не е за проблематизирање, дека бројката е тука. Што правиме сега со прочистување на избирачки список? Токму тоа го правиме. Тоа што викавте и вие, дали граѓани кои живе надвор од земјата имаат право на глас во Република Македонија или тие само може да гласат во диаспора. Ние имаме негде податок од Министерство за внатрешни работи дека имаме диаспора само 80 и негде 78.000 граѓани. Тој податок не е значи, бидејќи точен, бидејќи и не е вина само во Министерството за внатрешни работи што не може да ги евидентира точно, бидејќи секој граѓанин по закон треба
да се пријави во полиција или во граница или во дипломатски конзуларни представништва да пополни формулар дека ќе живее надвор од земја повеќе од 3 месеци. Тоа не го прават и тој податок не ни е точен. Сите тие граѓани кои живеат на надвор од земја над 3 месеци, тие исто така имаат право да бидат во самиот избирачки список, во единствениот избирачки список, додека за парламентарни преседателски избори, а ако сакат да гласат надвор од земја, каде тие привремено живеат и привремено работат, тогаш ние имаме друг начин на административно која ги регистрираме ако тие се пријавуваат и сакат да гласат тамо и тогаш ги одземаме од единствениот избирачки список што постои и ги ставиме привремено во тој избирачки список што сака да гласа. Например, на овие избори, ако сака на 5 да гласи, тој треба да се пријави и ќе му даваме и рок кога треба да се пријави и тогаш може да се гласа во диаспора. Ако не, тој ќе биде во Република Македонија, во единствениот и ако не е тука. Ако сака тој да дојде, ќе има право да гласа. Ќе има право, ќе дојде овде во Република Македонија и ќе гласа и пак може да оди. Исто така, ако тој сака тамо да гласи, може тамо да гласи и нема потреба за да дојде. Меѓутоа тамо ќе гласа за изборна единица 7. Така, и ако се пријави. После овие, ако се пријави. А ако после избори, пак правиме ми единствен избирачки список и тој единствен избирачки список пак се враќа тука. Господине Купи, овде мораме да направиме уште една кратка пауза и потоа се враќаме во финалето. Круг со Маријан Николовски на радио Слободна Македонија. Почитувани слушатели, повторно назад во кругот, во финишот на денешната емисија. Мислам дека успеавме многу работи да извадиме на површина. Господине Купи, јас пак ќе ве вратам назад на онаму кај што застанавме околу бројката на избирачкиот список. Вие сте спомнавте докторирани на оваа тема, ја располагате со податоци. Колка би беа бројките на избирачките списоци на изборите изминативе години? Од, не знам, 90-тите, 2000, 2002, 2003, 2005, 2006 година, и има ли разлика драстична во сегашната бројка од тој избирачки список? Добро прашање, јас ќе се обидам да давам точен одговор. Јас го имам анализирано избирачкиот список од самостојување на Република Македонија и ми е прв пат кога имавме демократски избори 1990 година, почнавме со избирачки список негде која имаме податок 1.360.000. Потоа се зголемува од циклус на избори негде под 25.000 до 35.000 и така натаму. Потоа негде 2002 години беше 1.660.000. 2006 1.741.000. И сега од 2006? Да, 2006 беше 1.741.000. Кога се само беше на нас? Тоа знам, бидејќи јас бев тогаш заменик министер за правда и се ја водевме избирачки список Министерството за правда. Тогаш да не се внесени фантомите. Ни тогаш, ни сега. Значи, 2000, ако земаме, значи, тој период, што кажуваме, до 2006 1.741.000, сега е 1.804.000, точна бројката. Значи, за 13 години? Има, да, за 10 години, за 10 години има зголемување на избирачки список од тогаш, значи, негде може да кажеме до 70.000. Што е да речеме два пати помалку од до 900 до 2002, од 1.300.000 до 1.600.000 има од 900 до 2002. На ист период, речиси 12 години. Точно е тоа. Значи тој првиот е посомнителен. Па и може да биде посомнителен до 98 година, бидејќи ако се сеќавате, до 94 година ние правивме избирачки список и после ако на пример не си во избирачки список и се појавуваш со лична карта или патна исправа, ќе се допишува така. И се зголемува бројката на пример за после тоа кога донесевме законите, тогаш законите не имавме изборен законник постои од 2006 година наваму.
овамо. Имавме посебно за локални избори, парламентарни, преседателски посебни закони и за избирачки список посебен. Значи, тогаш не можеше веќе да се дополнува така, него на наредните избори ќе те стават. Ако имаш патна исправа, лична карта, биометриска, ова валидна. Така да, тоа ми е анализа со која од циклус на избори, значи имаме околу 25.000, 35.000, до 35 најмногу, што може, меѓутоа зависи и кога се циклусот. Значи, ако ги земеме за 2 години, јасно, тогаш, меѓутоа, не можеш да го земеш кога имавме, например, за 1 година избори потоа. Имавме 2004, имавме 2005, па 2006 и секоја година се прокупуваш дека да имаме избори. Што значи дека оваа бројка, мислам дека многу е реална бројка и нема зголемување, да кажеме од 2006 до 2016 толку рапиден зголемување на бројки. Така мислам дека ние не ги запишавме, ако се сеќава 2013 година 127.000 кои немале биометриски патна. Се може се извадиле, меѓутоа ние не ги знаеме дека дали сите. Сигурно ако го искористале тоа и го вадиле негде 50.000, пак има над 70.000 што не вадиле. Тука сме на крајот, само уште кратко како сумарен заклучок. Дали јавноста треба да има сомнеш кон избирачкиот список и кон процесот на прочистување на избирачкиот список и дали очекувате дека пред изборите на 5 јуни ќе бидете комплетирани за состојба за фер и регуларни избори? Јас ќе ви кажам дека зашто веќе да немат сомнеш. Затоа што Државната изборна комисија со овие 3 начини на елементи за пречистување на избирачки список е многу транспарентен. Прво со ова што правивме крстување на податоци и треба тука и политичките партии, институциите и сите веќе да има доверба. Второ, апликацијата која може секој граѓан да гледа и сите ние, например, ако земаме во секој да анализира во својот круг на луѓе што ги познава, нека гледат дали се во избирачки список или не се во избирачки список, дали има починати или нема починати. Што може да сам да се увери на тоа и да го намалиме злоупотреба на можност на злоупотреба со фотографијата која ќе се стави на избирачкиот список. Мислам дека овие 3 елементи веќе дават на право на сите нас граѓани да веруваме на овој процес. Ова е жива материја, најнормално жива материја. Може секогаш да се најде некој не грешка, него пропуст, например. Меѓутоа, тоа не е намерен пропуст, ако, например... И не ги прави нерегуларни избори. Не. Воопшто, значи, ако, например, некое починато лице процедурално не успеале да го забришат поради процедурални административни проверки, не успеале на овие избори да го бришеме. Значи, не е тоа некој... Сакам да кажам дека со овие со ова што е направено, со сите овие инволвирани и меѓународна заедница, со помагање ИФЕС е една институција меѓународна призната за изборен менеджмент, така да мислам дека и политичките партии, и граѓаните, и институциите, и ние што вршиме, што сме надлежни на ова материја, мислам дека треба да ги отклониме веќе тие, да кажеме, некредибилност, сомнеш на овој документ и мислам дека ќе се увериме сами дека ќе имаме точен избирачки список со сите податоци кои треба да бидат и гарантирам дека ќе бидат во избирачки список тие што имат право да бидат, а ќе бидат избришани сите тие што немат право да бидат во избирачки список. Благодарам. Мој денешен гостин во круг беше потпредседател на Државната изборна комисија господин Суфки Јакупи. Поштени слушатели, круг е емисијата Господ Радио с дифузно друштво Радио Слободна Македонија. Сум Маријан Николовски, уредник и водител. Денеска е 23 март 2016. Круг е во продукција на Радио Слободна Македонија. Благодарам, имајте убав ден. Круг со Маријан Николовски на Радио Слободна Македонија.